Не им е лесно, не им е лесно. СДСМ во мат позиција, сите бегаат од бродот кој тоне. Состојбата за Ковачевски е и повеќе од тешка. Доказ за тоа е предизборното прелетување на дел од помалите коалициони партнери во таборот на опозицијската ВМРО ДПМН, сметаат познавачите. Во старото јато се вратија Стојанче Ангелов, Павле Трајанов, Љубе Бошковски и Петар Богоевски, иако според неофицијални информации нема да добијат ниту едно место на пратеничките листи. Новинарот Бранко Геровски за Алфа вели дека ова и повеќе од очекувано, бидејќи сите се свесни дека СДСМ заминува од власт, а не и Линденска доаѓа ВМРО ДПМН. Очекувам социјалдемократија да живеат пораз и во такви околности природно е помалите политички партии кои јас ги нарекувам сателити, нели, кои орбитираат околу поголемите партии, очекувајќи по некое добитно место, место во јадната администрација, понекогаш некое, не знам, директорско место, нормално е што тие го напуштаат бродот што тоне и бараат нова платформа да преживеат. Покрај проблемите со коалиционите партнери, СДСМ е во уште поголеми внатрепартиски проблеми со пратеничките листи, смета Геровски. Причината е што високи места кои гарантираат влез во собранието добија коалиционите партнери Моника Зајкова од ЛДП, која е Коностел на Ковачевски во единица, но и Горан Мисовски од НСДП, на сметка на истакнати партиски функционери. Ковачевски неофицијално добитните позиции ги дал од страв, бидејќи и тие двајца му се заканиле со напуштање на коалицијата. Сепак незадоволството е јасно кај партиските функционери на СДСМ, па поради тоа и по 4 дена од Конгресот се уште не се објавени комплетните пратенички листи. Видовме од листите и кај СДСМ дека тоа ги комплицира односите и внатре во самиот Социјалдемократски сојуз, бидејќи за мир во куќата и за поддршка од помалите партии често се нудат добитни места на листата, а нема доволно и за релевантните партиски кадри. Кога јас би бил во улогата на лидер на една таква партија, може би играл поинаку, може би ги зацврстил прво редовите на партијата. Инаку ВМРО ДПМН е во предизборниот период досега засели коалицијата со 7 нови партнери: Социјалдемократската унија, Обединетата партија за целосна еманципација на ромите, Македонски концепт, Демократски сојуз, Обединети за Македонија, ВМРО и Достоинство.